Во рамки на проектот Подобра бизнис регулатива, проект на USAID, во кој учествуваат 4 најголеми стопански комори во државата. Тоа се Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Северозападна Македонија, МАСИТ и Сојузот на стопански комори. Организираме серија на инфосесии кои ќе се организираат бројни во текот на годинава. Денешната инфосесија е на тема Законот за јавни набавки, кој, како што знаете, стапува на сила од 1 април оваа година. Идејата е преку овие инфосесии да се добијат забелешките или мислењата на директно од бизнис заедницата или од компаниите за се она што тие сметаат дека ќе им попречува или ќе им ствара потешкоти во реализација во рамки на законот. Денеска сакаме да слушнеме бизнис заедницата пред примена на законот, да видиме што е она што тие ќе кажат и која постои можност понатаму во подзаконските акти да се дорегулира или да се смени. Во рамки на проектот делува експертска група која ги слуша првично и добива мислењата од страна на бизнис заедницата, ги разработува професионално во рамки на позициски документи и истите се доставуваат до надлежните државни институции, кои понатаму со наше лобирање и со наша комуникација со владата се обидуваме да влезат или во законите или да се коригираат одредени закони. Она што го направивме во рамки на законот е развој на серија на алатки за кои сметавме дека ќе бидат од помош за самите компании, пред се за подобро да се усогласат со самите законска регулатива и целта е да се избегнат понатамошните казнувања од страна на инспекциите и нашата идеја е предвремено да делуваме, односно да им помогнеме на компаниите да бидат усогласени навремено со законите. Законот за јавни набавки е пример како треба да се соработува со владата, бидејќи во јуни минатата година, пред донесување на законот, заедно со Министерот за финансии, одржавме серија на средби, вакви инфосесии, кои министерот ги слуша внимателно забелешките на компаниите и можеме да кажеме дека сето тоа беше преточено во одредени документи, доставени до владата и денеска ќе им представиме на фирмите што е она што се прифати, а што е она што понатаму треба да го разговараме и да се доприфати од страна на владата. Една од клучните алатки кои ги развивме во рамки на проектот е порталот Бизнис регулатива МК, кој според нас треба да биде една од главните портали или главните алатки на фирмите каде што може да се консултираат или да бидат информирани за одредена законска регулатива. На истиот тој портал постојат и чек-листи или пак листи каде што компаниите може да се проверат сами себе си дали се усогласени детално со одредени законски регулативи, кој според компаниите од огромна помош за нив, бидејќи тоа допринесува за помали казни понатаму кога инспекциите делуваат на терен. Втора клучна алатка според нас која е многу важна е што формиравме платформа за јавно-приватен диалог. Платформата е формирана од страна на 4 стопански комори заедно со владата. Подпишани се меморандуми за соработка и веќе е отпочнато со серија на состаноци со владата, каде што им ги презентираме нашите позициски документи, кои во суштина се забелешките на компаниите, експертски преточени во документ, кој треба да ја помогне на владата подобро да ја разбере проблематиката која ја кажуваат самите компании. Ова ќе продолжи, значи платформата за јавно-приватен диалог продолжува и понатаму и веќе следниот состанок е најавен за во март, каде што и овие денешни предлози ќе бидат презентирани од страна на коморите пред владините институции. Во процесот на донесување на Законот за јавни набавки бевме вклучени преку проектот. Се организираа, како што напомена и Јадранка, неколку инфонастани каде што беа вклучени представниците од бизнис заедницата и имаше разговори со представници од владата, односно јавниот сектор. Доставивме одреден број на предлози, барања за промена на подобрување на текстот на нацрт верзијата. Дел беа прифатени, дел не беа прифатени, значи понатаму ќе продолжиме да работиме за поздравување со тоа што со
новиот текст на законот, односно веќе со новиот закон се напушта концептот на најниска цена, повторно се оди кон економски најповолна, односно се ценат и дополнителни критериуми. Дел за поздравување исто е од електронската аукција се иземени интелектуалните услуги, бидејќи тука одеше до многу ниско спуштање на цените. Зголемена е транспарентноста, се бараше од наша страна да се објавуваат на електронскиот систем не само склучените договори, туку нивните анекси, и да се објавуваат и реализираните договори, затоа што Законот за јавни набавки регулираше до моментот на склучување на договорите, а понатаму сега ако се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи, но треба да има контрола и транспарентност врз реализацијата на договорите, дали истите се исполнуваат согласно тендерската документација, понудата, склучените договори, дали и се исполнуваат и дали од страна на државните органи се врши навремено плаќање. Прифатени се и други делови, дел голем не се прифатија. Барањето на бизнес заедницата беше при одредувањето на критериумите за избор на економски најповолна понуда, да се изработат подзаконски акти кои што ќе ги опфаќаат секторите, затоа што има специфики при набавка на опрема од IT, услуги од IT, од земјоделие, од различните гранки, значи се бараше специфичности да има и да се донесат подзаконски акти, тоа не беше прифатено. Понатаму ние ќе делуваме во делот на функционирањето на доработката на функционирањето на електронскиот пазар, тој е како новина предвиден во законот, за поздравување од страна бизнес заедницата, тоа го поздравува затоа што на тој начин се олеснува процесот на набавките и на договорните органи и учеството на економските оператори, но ние баравме тука да се исклучат услугите. На некој начин е доуредено тоа и се очекува со одредување на законската можност министерот да донесе подзаконски акти, дека тоа ќе се доуреди, бидејќи во овој момент се уште не знаеме како ќе функционира, а и примената на оваа одредба е одложена за некаде јуни-јули 2020 година.